Благица Милошевска од селото Манастирец во Македонски Брод. Веќе 17 години е згрижувач на деца со посебни потреби. Таа досега има згрижено 14 деца, а моментално кај неа се 4. Дел од децата пораснале и си заминале, а дел пак повторно биле вратени во институциите. Со емоции се подсетува на времето кога го згрижила првото дете. Кога ми го донесоа детето, еден стрес јак. Зашто првим дете го примаш туѓо, после па 14 години, после моите, малецко тоа 2,5 години, 3 имаш тогаш кога земавме. И малку беше стресно. Милошевски се пионери во згрижувањето на вакви дечиња во Манастирец. Благица со својот сопруг на почетокот, токму поради овие деца, имала и голем притисок од сожителите. Озборување имаше вакво, такво, кај го најдеше, ќе ти го си го зела, си го примила. Пример, зошто си го зела, си го прибрала на децата. Твоите деца и тие такви ќе бидат. Нема врска, вела јас детето си го сака исто како моје да си. Сега се уште одржува контакти како мајка со најголемиот дел од децата кои ги чувала. Вели дека разделбата со децата е голема душевна болка. Сега ги чуваме, дури можеме. И не ги даваме, нема давање. Тие што пораснале се, едно ни се мажеше во Скопје, свадба правеше, бевне поканети на свадба. Бевме на свадбата, многу пат не се поминале и така. Едно имаме во Бања Бајинско сместено без рачиња, што беше со Малецки Дарко. И со него во Струмица бевме на одмор. Тамо и се видовме многу бев задоволна и тоа се израдува душиче кога ме види. Тој више 18 години имат. Тешко е, стварно е тешко. Порно е нешто на кога ти земете од организмот, него да земете едно дете да гледаш дека го нема дома. Сега сликата е сосема изменета. Скоро секоја куќа во Манастирец има згрижено деца со посебни потреби. Манастирец е селото кое што по глава на жител има најголем број на згрижени дечиња во Македонија, дури 27, од кои најголемиот дел се деца со посебни потреби. Поради тоа, селото го добило и епитетот за најхумано село. За овие деца, општината пред 11 години во селото Манастирец отвори дневен центар каде тие поминуваат по неколку часови во денот. Се дружат, се социализираат и ги учат основните животни вештини. Тука во центарот доаѓаат 12 дечина, сите со посебни потреби. Тука им е многу убаво на децата, си играат, си пеат, пишуваат букви, цртаат, учат песнички. Тука во нашето село им овозможуваме многу добри услови за да се чувствуваат среќни во нивниот живот. Општината заедно со Центарот за социјални работи се трудат на овие деца да им ги обезбедат сите услови кои им се потребни, за да тие ниту малку не се почувствуваат запоставени и заборавени од општеството. Дечината со посебни потреби од Дневниот центар Манастирец учествува на надпревар театар без граници за деца со посебни потреби, така да освоивме ревијална награда и веќе во април се надпреваруваме на меѓународно ниво. Заедно со Центарот за социјални работи, радовно сме во соработка и све што им е потребно на овие дечина, радовно им обезбедуваме, ги носиме, ги социализираме овие дечина, учествуваат на приредби, не само во Македонски Брод и во Скопје, сега ќе учествуваат и меѓународен надпревар, така да сите услови потребни за превоз, за храна, све што е потребно за овие дечина, заедно со Центарот, све им обезбедуваме. Како и секоја година, така и сега, дечињата ги посети Дедо Мраз и им подели новогодишни пакетчиња.